Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте на уште едно издание на Јади Бурек на Сител 3. Како што најавивме, вечерва гостин во студиото, противникот од редовите на ВМРО ДПМН во Собранието на Република Македонија, господинот Илија Димовски. Илија, добро вечер. Добре дојдовте. Добро вечер, Јанко. Ти благодарам за поканата. Поводот за поканата е најновата изјава на опозицијата, поточно низиниот лидер Бранко Црвенковски, кој повика на предвремени парламентарни избори. Експресно ВМРО ДПМН реагираше на тоа и рече, изјави дека не се согласува. Ова е најкратко што го кажав, но вие малце повеќе и го образложивте. Но јас би сакал сега малку да поразговараме околу целата таа тема и ситуација. Охрабрени од нивната перцепција за масовноста на митингот или не знам од што, ме интересира една ваша анализа на она што се случуваше од неделата наваму, здружената опозиција и некои аспекти околу тоа би ве потпрашал. Повеќе прашања се тука кои што може да бидат разгледувани и анализирани. Ние одговоривме брзо дека не сме заинтересирани и немаме намера да ги исполнуваме желбите или намерите на Црвенковски во насока на спасување на неговата кариера. Поради тоа што тоа е логиката која што единствено може да се извади. Таа логика може ли да ја образложите, да ги видиме што е тоа, зошто сметате дека тоа е спасување на кариерата на во прашање е исклучиво личната кариера на господинот Црвенковски, заради тоа што атмосферата во не само во опозиционите редови, туку и во целокупното општество во Македонија е дека опозицијата го нема квалитетот кој што треба да го има за да парира на оваа владеачка гарнитура. И тоа не е став само на ВМРО ДПМН, тоа е став на сите здраворазумски мислечки луѓе во оваа држава кои што не потекнуваат од СДСМ или кои што дури потекнуваат од СДСМ, но не дозволуваат да ги зафати таа опозициона еуфорија во која што некогаш рационалноста се граничи со ирационалноста, со желбата за побрзо враќање на власт и така натаму. Да се вратам конкретно. За што станува збор? Значи, ние секако ќе имаме избори на кои што ќе се одмерат силите помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ. Тоа се локалните избори кои што ќе се одржат во март месец во согласност со законската регулатива во Република Македонија. На тие избори секако ќе можеме да одмериме која партија како стои. Преку бројот на градоначалничките места, преку бројот на советничките места, преку бројот на гласовите. Многу лесно после изборите ќе знаеме дали ВМРО ДПМН се уште има мнозинската поддршка од македонските граѓани или се случило нешто различно и опозицијата предводена од СДСМ добила поголема поддршка од граѓаните. Сите анализи, сите анкети, а и квалитативната понуда која што веќе се надзира од страна на опозицијата говорат дека нема рационални причини да се верува дека опозицијата може да направи превласт. Со оглед на тоа што се случуваше во последните неколку месеци и со оглед на тоа како јавноста ги перцепира работите, очекувањата се дека СДСМ ќе ги изгуби и следните локални избори. Тоа не е само став на ВМРО ДПМН. Ако погледнете, практично сите клучни играчи во Социјалдемократскиот сојуз, освен Бранко Црвенковски, се повлекоа уште од сега од трката за локални избори. Значи, ако им е пресудна таа битка, за да докажат дека власта нема легитимитет пред македонските граѓани, ќе се вклучеа сите. Но што се случи? Нити Стефчо Јакимовски прифати да учествува во таа битка, нити Андреј Петров прифати да учествува во таа битка. Се споменува имињата на Гордан Ѓоргиев, на Радмила Шекеринска, на Горан Минчев, на Ана Павлова Данева, на сите оние личности кои што го сочинуваат на некој начин јадрото на Социјалдемократскиот сојуз. Наместо тоа, ние имаме кандидати, сите овие ги нема, и ќе ги нема на листите за локални избори. Ние имаме кандидати за кои што јавноста нема толку голема перцепција или толку високо мислење или можност да се надеваат дека ќе бидат адекватни против кандидати. Но можеби овие личности се чуваат за парламентарните избори, па нели ако бидат во пакет со они... Во таква ситуација во која и самиот Црвенковски уведе дека клучните луѓе кои што треба да износат изборна победа евентуална му се повлекоа, тој немаше што друго да прави. Поради тоа што дали ќе изгуби само на локални или ќе изгуби на локални и парламентарни заедно, за него е се исто. Притисокот на јавноста и притисокот на членството на СДСМ после
уште еден пораз на Социјалдемократскиот сојуз ќе биде огромен и нити Црвенковски нема да може да го издржи и ќе мора да ја напушти власт. Па која е тогаш логиката Во таа логика, он сака да ги распостели сите луѓе без да штеди некого, без да тактизира и да се обиде да оствари што е можно подобар резултат. Он нема што да изгуби. Тој учествува на избори од кои што него му зависи кариерата. А ако процени дека без Радмила, без Андреј, без Стефчо, без Гордан, без Ана Павлова ќе има послаб резултат, нема причина зашто да ги штеди и зашто да им обезбеди комотна позиција како пратеници. Затоа тој лично, таа е нашата проценка, има намера да ги постави сите во трката да се надева на што е можно повеќе гласови кои што би му гарантирале негов обстој во на политичката сцена во Република Македонија. Ние немаме намера во тоа да учествуваме. Немаме намера Сакате да ми кажете господин Диновски дека он нема избор, дека мора да ги бара овие предвремени избори? Тој е свесен. Тој е разумен и сериозен политичар и е свесен дека поразот на локалните избори ќе биде доволна причина да не може да го издржи притисокот дури и во самото СДС. Па како ќе му помогне тогаш парламентарните, бидејќи нема тектонски премени во рейтинзите? Игра на се или на ништо. Мислите дека ќе биде прв пат за него? Нема да биде прв пат. Па нема да биде прв пат. Но зошто да ги штеди сите други? Сметате Мислите дека за него е добра ситуација тоа што ќе трча со овие кандидати за градоначалници кои што јавноста ги оцени дека не се најдоброто што СДСМ може да го понуди? Не. Но за крајот на кариерата на Црвенковски, вие како партија излеговте лани на изборите, на парламентарните воренди избори, кои исто така Црвенковски ги побара, ги доби, ги еден од другите изгуби. сегменти. Вие велевте дека изјавувавте дека, не конкретно вие, како партија излегувавте со став дека овие избори кои ќе ги изгуби Бранко Црвенковски, дека тоа е и крај на неговата политичко влијание, политичка кариера. Па сепак тоа не се случи. Еве го и понатаму е лидер на опозицијата, собира, има луѓе, има преврзаници, собра и лево и десно и горе и доле, направи коалиција просто која не е, за која можеме подоцна и да поразговараме, но колку што гледам, може би медиумски, сега нема веќе медиум како што би го експонирал вулгарно, онака и некритички како што тоа го имаше до сега од некои медиуми кои не постојат. Мислам дека он цврсто стои на својата позиција без никаква забележителна можност за некаква било каква промена во СДС. Види, Јанко, да бидам коректен. Добро. Нас не ни е работа да се мешаме во внатрешните состојби во Социјалдемократскиот сојуз. Не, ама вие од тоа ви зависи и вашата позиција дали ќе освоите власта? Не би рекол. Мислам дека повеќе зависи од тоа дали си ги работиме нашите проекти, дали ги остваруваме ветувањата, дали ги реализираме оние работи кои што ги очекуваат граѓаните. Но, како совесни и одговорни политичари мораме да ги наблюдуваме процесите. Добро. Јас се обидувам... Па тоа ме интересира, вашите анализи. Да, се обидувам објективно да ги размислувам и да ги разгледувам работите и кога зборам се повикувам на перцепцијата на општата јавност. Не се повикувам на перцепција која што би ја имал член, поддржувач силен на ВМРО-ДПМН. Кога зборам за тоа дека притисокот на Црвенковски, врз Црвенковски, да се повлече од политиката ќе биде многу поголем. Ако видите, така. Никој не очекува дека Црвенковски сака да се повлече од политиката. Тој имаше многу пати досега причина да сака да се повлече од политиката. Беше премиер, беше председател, ги помина сите скалила. Во секоја нормална држава тој требаше да се повлече од политиката, но очигледно е дека не сака да се повлече од политиката. На минатите избори, ставот дека ние очекуваме со поразот врз него да се повлече од политиката не беше примарно потегнат од нас. Тој самиот пред изборите на интервју на Алсат телевизија кај Мухамед Зекири изјави дека доколку Социјалдемократскиот сојуз ги изгуби изборите, тој ќе се повлече од политиката. Тоа за нас беше мотив од аспект дека е човек против чии политики долго време се бориме, беше дополнителен мотив да го потенцираме фактот дека поразот на СДСМ на тие избори ќе значи одење на Црвенковски од политиката. Во оваа држава има многу луѓе кои што ценат и мислат дека политиките на Црвенковски нанеле огромни штети во минатото.
таа мотивација на членството на ВМРО-ДПМНЕ, таа мотивација на обичните граѓани на Република Македонија беше присутна на минатите избори. Тоа што Црвенковски не си го исполни она што го кажа на емисија кај Мухамед Закири на Алсат телевизија е негова одговорност. И на крај на краиштата е работа која што треба да си ја ценат и да си ја мерат во Социјалдемократскиот сојуз. Пак ќе речам, тоа е нивна работа. Но, како одговорни луѓе, сме должни да ги анализираме сите околности. Од една страна, многу потези на Бранко Црвенковски се анализираат дека видат во директна корист. Иде против, дава контроверзни изјави за идентитетот, прашањата, сомнителни ставови околу тоа дали е за промена или не е за промена на името, референдум сакам, не ќам и така натаму, додека не застана конечно на ставот кој го имаше и ВМРО-ДПМНЕ референдум за прашањето, но некако не се убедливи кај јавноста и кај народот дека се играчи кои сериозно би се бореле за идентитет. Не мислам на СДСМ, затоа што сум убеден дека и таму има луѓе, не убеден, туку знам и познавам луѓе големи патриоти со таква идеолошка матрица, но прашање е конкретно таа врхушка околу него која многу лесно прави дилови за да ги смени ставовите. Од една страна потезите видеа многу во корист, па дури имаше на шега дека не баре ваш човек е уфрлен во СДСМ да работи во ваша корист. И човек понекогаш се прашува, па дури и гледачи ќе речат, добро, вика, па зошто се бора толку против Бранко Црвенковски? Додека е он таму, ВМРО ќе остане вечно на власт. Но мислам дека, сметате ли дека конечно и вака, кога не е на власт, има силно влијание и делување врз општата клима во Македонија, бидејќи имавме еден медиум кој успеваше да ја расипе бизнис климата во Македонија, да избрка странски инвеститори, да рекетира странски инвеститори кои овде отвараа продавници, што да знам, центри и така натаму и така натаму. И долго се мислеше дека никој ништо не му може. Вие покажавте дека стварно сте безмилосни спрема работи кои се надвор од законот, што испадна многу позитивно и народот ви даде поддршка. Ме интересира, сметате ли дека неговото влијание и на луѓето околу него, кои прилично негативно перцепираат некои суштински многу болни точки за за македонецот, кого директно го навредуваат. По прашање на историја, на национален идентитет, на културното наследство, оно што го имаме. Ме разбирате што ми е поентата? Прашањето ќе почнеме од тоа дека ние не можам конкретно едно прашање да ви поставам. Како да ви кажам, не стана тебе да почнеме од средишниот дел на вашето прашање. Не е во прашање дали сме со милост или без милост према било кого. Во прашање е дали функционираат институциите или не функционираат институциите. Јас ќе ве потсетам на изјава на поранешниот министер за финансии Никола Поповски, кој што лично, директно кажа дека имало иста постапка, иста процедура против, односно насочена кон фирмите на тој човек за кој што зборуваме, но која што од политички причини била запрена. Така? Тоа во време на ВМРО-ДПМНЕ не се случи. Тоа значи дека во време на ВМРО-ДПМНЕ различно е тоа што институциите си функционираат без некој да се јави одгоре и да им каже на институциите до тука смеете, од тука натакај, не ви е место. Но да се вратиме на главната тема. Ова ми беше битно да го појаснам за да нема нејасноти и за некој да не си го разбере погрешно. Околу влијанието на Црвенковски на политичката сцена апсолутно како лидер на најголемата опозициона партија дека влијае на политичката сцена. Видете, ние имаме судир на генерации, судир на различни концепти. Од едната страна, во СДСМ и во генерално сега веќе во таа опозициона коалиција во која што додадоа уште неколку луѓе, ги имате сите политичари кои што од 90-та година, од самиот почеток на транзицијата, на независноста, управуваа со Република Македонија. На другата страна немате такви политичари. На другата страна имате една сосема нова генерација на луѓе кои што не заради годините, туку заради приодот кон политиката се разликуваат од овие првиве. На едната страна го имате Црвенковски, го имате господинот Ѓоргиевски, господинот Петковски, го имате помалку повлечен од политиката господинот Андов, кој што се уште има влијание врз политичките процеси, активен, не пишува колумни, така на така.
и ред други помали партии, односно лидери на помали партии, кои што се препознатливи на тие 10, на 12, 15 почетни години на македонската транзиција. На другата страна немате такви личности, на другата страна се генерално луѓе кои што македонската јавност, генерално зборам, 95%, македонската јавност ги знае 2, 4, 5, максимум 6 години. Значи, луѓе кои што кон политиката приоѓаат сосема различно. Луѓе кои што во политиката не зборат со неразбирливи речници, зборат за проекти, зборат за рокови, зборат за конкретни зафати, улица, булевар, зграда, институција, рок. Значи, тоа е речникот на новата генерација на политичари. Речникот на старата генерација на политичари беше од помалку митски и ирационален карактер. Чиниш да ги гледаш оние стари дебати пред 10 на 15 години, ја под време на време ги гледам заради тоа што се појавуваат по телевизиите, чиниш зборуваат за геостратегија која што ќе го реши прашањето на Кашмир помеѓу Пакистан и Индија. А не сваќаат дека луѓе имаат конкретни барања, конкретни проблеми. На кого не му функционира канализација, на кого не му е асфалтиран патот, кој има проблем со социјалното, кој има проблем од финансиски аспект. Кои пораки се исперцепира од митингот на СДСМ во неделата, вие како партија? Што заклучувате од тој митинг, што е кажано и како е кажано? Прво, она што ми остави впечаток е дека СДСМ продолжи да влегува во конфликт со сите во Република Македонија, кои што не мислат како СДСМ. Значи, беа посочени со прст, ама она на карање, повеќе категории на луѓе, стопанските комори. Заради тоа што, замислете, влегуваат во диалог со владата за овие пакети на антикризни мерки. И заради тоа што соработуваат со владата, тие не чинат. Втората категорија на луѓе е синдикатите. Исто, замислете, за СДСМ не само сега, туку и во континуитет последниве неколку години, за СДСМ е неприфатливо тоа што синдикатите се во социјален диалог и ги решаваат проблемите со владата и со коморите. СДСМ очекуваат дека синдикатите и коморите треба да излезат на улица или да влезат во конфликт со владата, па тие да им ја завршат работата. Они само треба седат и да чекаат некој друг да им ја заврши работа. Беа искарани медиумите, беа искарани интелектуалците, кои што за вкус на СДСМ недоволно се бунтувале против ненародната власт. Беа искарани пензионерите, беа искарани студентите. Значи, СДСМ продолжи со политиката, веројатно малку време имаше, ќе се искараа и со Филе, заради тоа што дал многу позитивен извештај од Европската Унија, ќе се искара веројатно и со МПЦ и со архиереите на МПЦ, заради тоа што овие го штитат идентитетот. Па добро, дел од нив се испокара, ако не се лажам. Се поврзувам на токму на тоа дека во континуитет СДСМ има една таква кавгаџиска политика со сите, кои што не мислат како нив. Па мислам дека дури се спореа со Светска банка, се спореа со Народна банка. МПЦ произлезе од Љупчо Ѓоргиевски. Што беше мислам дека тогаш доживеа една кулминација во која што МПЦ кажа луѓе прекинете да се мешате во идентитетските прашања, во прашањата поврзани со црквата. Но тоа е работа во која што веројатно некои од архиереите подобро би ја објаснил. Тие знаат зошто постапиле така. Тоа е првата работа која што јас ја исперцепирав од како порака од митингот. Втората работа беше што мене ми остави впечаток како долгогодишен член на СДСМ. Помалку ми беше да не речам жално, рековте на СДСМ. На ВМРО ДПМ, не од дете практично, од 10 и кусур години. Да не сте таен шпион во редовите на ВМРО од СДСМ, ова да не ви излезе вака? Лапсус. Ексклузивно. Ова сега на YouTube ќе ти го свртат, ќе ти го излезе. Збориме за СДСМ е нормално. Значи, слушај, и перцепцијата како беше да не ја добие сега членската книжка број 001 Ноки. Слободна. Да. Значи, она што за мене беше жално, видите, се измешаа работите. Зборев за Љупчо Ѓоргиевски, затоа ми се измеша. Значи, сликата да го видите Љупчо Ѓоргиевски во тоа друштво и со тие луѓе против кои што тој самиот 15 години се борел. Ако се борел. Ако се борел. И тоа е големо прашање. И да му го видите одразот на лицето. Може ли во политиката да се за мене тоа не беше да речам жално, но беше она да почувствувате дека веќе се претерало.
Оној среќниот израз, задоволството на Па лицето? не знам дали беше баш среќен. Не верувам дека Бранко беше не среќен. ми делуваше мене среќно. Не мислам дека и Лјупчо физиономијата, беше среќен. Не мислам дека се среќни од сето тоа, но Па зошто тогаш ова го прават? Некои велат анализи дека што да ова прават? изненудена што да прават? Не, окей, може да си Лјупчо не мораше ништо да си прави. Така, можеше слободно да си продолжи да Луѓето се не ќе ужива да во свилат своите од благодети. политика. Лјупчо Очигледно. не се ни обидуваше да се врати. Дали анализите до кои сега Не би рекол дека не се. повеќе се теории на заговор дека ова е изнудена коалиција и притисната од надвор која треба да ви се спротистави. Зошто и како? Видете, Претежно помалку е прашање битно за тоа. името. Граѓаните одлучуваат. На денот на изборите Апсолутно. Тука Јан високо Куилковски мотивиран народ. со својата така, сопруга, Куба оди е на до гласање, Соединетите Илија Американски Димовски оди на држави. гласање, Куба не камерманите успеа да го одат на сменат гласање. системот. Значи, граѓаните се битни на избори. Пак ќе потенцирам, како долгогодишен член на ВМРО-ДПМН, сега точно кажа, за мене беше тој момент јасен дека се претерало. Се поминале границите, дека иако кон политиката граѓани ве перцепираат дека се е можно, дека се може да очекуваш, во овој случај се претера. Не можете луѓе кои што не само меѓу себе што биле во конфликт. Стотици илјади луѓе ги насочувале едни против други. Сме се строеле едните на едната страна, другите на другата страна. Така, Да. сме граделе вредносни системи кои што во ова општество дури не праве различни, дури по литературата која што ја читаме, музиката која што ја слушаме. Обштествените вредности не ги дефинираат. Ова е многу точно и многу поразително за нашето општество. И За ние жал се така. доведовме во ситуација тие двајца луѓе кои што биле конфронтирани или за кои што ние сме мислеле дека биле конфронтирани, а сме се надевале дека тоа е заради вредносен систем, заради политички одлуки, заради перцепција на иднината. Сушност да ни го срушат сето тоа за кое што сме се строеле на едната или на другата страна, сме гласале на едната или на другата страна. Тоа е поразително и затоа велам, иако граѓаните мислат дека во политиката се е дозволено и се е возможно, во овој случај се претера. Сепак мислам, моje лично и скромно мислење, ако ви е толку добар рейтингот, ако тоа покажува дека од лани до сега нема скоро никакви тектонски поместувања. Рейтингот на Бранко Црвенковски е ист како и лани, што значи понизок од што рейтингот на партијата, неговиот е негде околу 9, на партијата околу 14-15, вие сте тука негде 22-23, според мерењата, ако земеме сега некој просек за последниве година дена. Што тогаш, да му ја учините и таа последна, па направите, ја викам, и локални, и парламентарни, па и председателски. И зацементирајте ја еднаш за секојаш и својата позиција и неговата. Јанко, видите, дали... Добро, ја малце наивно идам овдека, аматерски и наивно, ама намерно идам така. Океј, ве разбирам. Ве разбирам целосно. Видете, дали ќе има парламентарни избори или нема да има, зависи од тоа дали ќе бидат исполнети услови кои што се предвидени со Уставот на Република Македонија и зависи од постапки кои што се предвидени во Ќе го разгледувате ли тоа уште? Не сме, видите, ВМРО-ДПМН нема да се доведе во ситуација да разгледува прашања кои што не се поврзани со интересот на граѓаните. Сметате дека граѓаните не. Оваа идеја на Црвенко, ова не е поминато нити низ органите на СДСМ. Вие памтите некој пред митингот да спомна некаде дека некој дискутирал, прашал, размислува. Не имаше. Ова не е поминато ниту низ органите на Социјалдемократскиот сојуз. И сега ние треба да се доведеме, цела држава да ја покренеме, да се стресеме сите, да паднеме во несвес, за да разгледуваме толку крупно прашање, заради тоа што Црвенковски свати дека во редот на кандидати за градоначалници, доминантно за скопските општини, му ги нема најблиските соработници. На патот за да ја сруши власта, тој се сопна на своите соработници. Ако верува дека ќе ја срушат власта, немаше да се тепаат за кандидатура за четвртата позиција по моќност во државата. Значи, председател на држава, председател на собрание, председател на влада, градоначалник на Скопје.
Генерален секретар немаше да сака да биде градоначалник на Скопје, председател на градска организација немаше да сака да биде градоначалник на Скопје. А сигурно има подобар рейтинг и подобро бисто меѓу своето членство дошто. Мислам дека во Скопје нема да се решава тоа дека Макредули е слаб кандидат. Во Скопје ќе се решава заради тоа што Коце е јак кандидат. Коце е добар кандидат, Коце е добар градоначалник. Но Коце како личност е добар. Ја ќе биде гостин овде идната недела и ќе поразговараме со него, особено за сработеното. Но од политички аспект Коце добро стои и може да реализира многу работи затоа што има добра релација со владата, но има поддршка од Советот. Прашање е, какви се вашите амбиции, сознанија на локалните избори кои ќе идат, затоа што ја искрено не знам каков е односот. Велат дека Скопје не е више до толку наклонет кон ВМРО, особено нели неможноста да се добијат изборите во Карпош, во општина Центар и така натаму и така натаму. Јанко, ние со мирна совест ќе одиме на овие избори. Так. Зошто? Заради тоа што имаме со што да излеземе пред луѓето и да не биде образот чист. Кажеме, толку и за Скопје ако збориме, меѓутоа генерално важи за повеќето места каде што имаме градоначалници. Да излеземе и да кажеме, во Скопје направивме толку булевари. Почитувани граѓани, толку булевари се немаат направено во минатите 30 години вкупно заедно. Последен булевар што се памти, еден беше направен во Дњанска. Сега се прават 10 во исто време. Така, направена е жичарницата. Направена е националната арена Филип II. Направена е Борис Трајковски салата. Реконструирани се 30 училишта. Направени се толку и толку нови училишта. Сме инвестирале во здравствените институции огромни пари. Тоа го користат граѓаните. Така, сме набавиле нови автобуси. Сме го започнале проектот кој што се очекува да започне за трамвај во Скопје. Сме направиле нови мостови. Сме направиле нови згради во Скопје. Сме направиле нови паркови. Сме направиле ред други работи. Тоа нас не е битно на овие избори. Проектите. Со чист образ сме. Граѓаните ќе си одлучат дали тоа им е битно или им се битни празните напади, омаловажувања, навреди, кои што ќе ги имаме во оваа изборна кампања, за жал. Изборот на кандидати нас не говори дека СДСМ ќе оди во една таква остра и негативна кампања. На крај, како да ви кажам, не гласаат политичарите, тие се 100, 200, 300 луѓе. Не гласаат новинарите, и тие се 100, 200, 300 луѓе. Гласаат родителите мои, твои, обични луѓе, комшиите. А тие луѓе тешко го менуваат мислењето не и е за тешко менување. На крај на денот луѓето ќе знаат да си оценат дали оваа улица кој што 30 години никој не им ја направила, сега има нов асфалт или има нова коцка наредена или има нова. Сметаш ли дека народот има таква свест веќе? Јас верувам. Јас знаете, да ги согледува. Сум бил и на поразената страна. Видете, Јанко, сум бил и на поразената страна. Долго време сум во политика, иако сум млад. Сум бил активен во младинските организации на ВМРО и така натака и така натака. Во моментот кога сум го чувствувал поразот на своја кожа, е 2002. Не сум можел да најдам причина зашто е тоа така. Не сум разбирал. Во моментот не сум го гледал тоа. Сум верувал дека не требало да биде така. Но од една временска дистанца, од денеска, 10 години, 2002 кога ќе видите какви политики се спроведувале, сваѓате дека тогаш не победил СДСМ, ама изгубил ВМРО ДПМН. СДСМ била единствената друга опција која што можела да дојде на власт. 2006 година, кога ќе ја погледнете, кога ќе видите дека меѓу 2002 и 2006 година, кога најголемиот економски процут го доживува Европа, државите Чешка, Словачка, Хрватска, Словенија, Бугарија, Романија, Србија одат напред со огромни проценти на развој. 5, 6, 7, 8% пораст на GDP-то. Инвестиции се претуруваат, во милиарди се мерат инвестициите во тие држави, во тие години на европски процент. И видите дека во Македонија сето тоа е сведено на 1%, 2%, 2,5%, символични бројки. Сваќате дека 2006 поразот на СДСМ е многу нормален, многу очекуван. Дури и на тие кои што биле во СДСМ во тој момент, од оваа временска дистанција ми е разбирлив и ми е сватлив. Да не зборам за многуте афери, за Бачило 1, Бачило 2, Поштаро, Верушевски, офицерскиот дом во Велес,
не знам, Бања Банско во Струмици и така натака и така натака. Така да, јас верувам дека граѓаните знаат да измерат работата и дека одлуката која што ја носат на денот на избори најмалку зависи од тоа дали политичарите сакаат вака или сакаат така. Може да има поместувања, може медиумите да помогнат 5%, 3%, 2%. Го имало едниот кандидат 2 пати на емисија, другиот го имало еднаш на емисија и од тоа демек луѓево ќе ги донесат одлуките. Да, ја имав еден стручњак во емисија за рейтинзи и он ме уверуваше дека рейтинзите многу тешко се менуваат. Значи, онакво тектонско поместување на рейтинзите како што беше во 2002 година, во 2001 година, нели? Добро, ама тогаш имаше ломови, треба да се војна, случи, да се случи такво нешто, тоа е тектонско поместување, каде што народот веќе ќе исперцепира. Мислам дека понекогаш вашите противници, моето скромно мислење е дека грешат кога они имаат легитимно право да ве пердашат како сакат и со сите оружје. Нормално, опозиција. Мислам дека има една грешка кога постојано идат на ненародна власт, бидејќи ги навредуваат, бидејќи за вас гласале не само партиски луѓе, туку и непартиски. Многу повеќе. И директно, знаете кој ќе го чуе тој човек ненародна власт. Шо сум јас, знаеш? Јанко, тука има две работи, две битни работи. Прво, или се иде на картата на страф и застрашување, или се иде со закана, или се иде на малце глава низ зид. Две работи. Прво, во овие години од кога е ВМРО ДПМН на власт се направиле еден куп проекти. Не знам, ево јас да тргнам од мојот град. Свлечиштето Рамина, памтиш каков проблем беше. У првата година се реши. Нема поместување. Во Велес? Во Велес. Добро. Се гради театар, кој што веќе е во завршна фаза. Се изгради хидросистемот Лисиче, се комплетираше, Велес добија нова вода. Се направи едно ново училиште, се направи уште 2 нови модуларни училишта, се реконструира сите училишта во Младин. И се тоа мултиплицира го по број на градови во Македонија. Така? А во Скопје пута големината на Скопје. За ниту еден проект СДСМ не најде доблест, нити за покачување на пензиите, нити за субвенциите во земјоделието. Не да иде за сходно СДСМ да излезе и да каже луѓе ова што го направивте е добро. Све нечини. Тоа е прво. Тоа значи дека луѓето не се објективни во својата критика. Не гледаат што е од интерес на граѓаните, па да кажат субвенциите за земјоделие се добри за граѓаните, тоа е добар проект на ВМРО ДПМН. Тоа не го направија ниту еднаш за ниту еден проект. Тоа говори дека кога настапуваат, тргнувајќи од својата позиција, не од интересот на граѓаните. Заради тоа што на политичарот од СДСМ му одговара се да не чини. И јас го разбирам него, он сака се да неутрализира. Секоја добра работа, било на локалната самоуправа, било на централната власт, да ја неутрализира. Добре. Затоа ќе видите вие на една телевизија од Скопските, пред 10 дена, ова вака го раскажам, многу ми беше интересно. Прилог, вика, не чини тоа што се гради толку многу булевари во Скопје, многу прашина имало. Замислете тезава, до тој степен се оди да се запрело со градбава на булевариве, зашто многу прашина имало. Одма го прочистивме воздухот. Тоа е тој нихилизам кој што е видлив дека не е искрен. И втората работа е оваа критика дека е ненародна власт. Покрај тоа што оваа власт 6 пати добива легитимитет од граѓаните на избори. Кои се избори признаени од меѓународната дека биле легитимни, дека биле исправни. Добива најпозитивен извештај од Европската унија, која што цени демократија, како да ви кажам. А вие ако не сте демократска држава, нема да можете да пристапите нити на ова ниво на кое што сте сега. Европска унија, филе, ви вели, да, вие не само што сте спремни, жално е што досега сме ве кочеле во интеграциите кон Европската унија. Денеска во Софија има таа изјава дадена. И сега, третиот аргумент кој што е најсилен, кој што ти го спомна, дека граѓаниве гласаат. 450.000, 480.000 луѓе гласале за коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, така? А вие немате толкаво членство? Тоа значи вие неутрално далеку од толкава бројка да имаме како членство. Невозможно е. И сега овие излегуваат и викаат ова е недемократски режим. Па добро бе. 6 пати поред. Европска унија, меѓународни институции, ОПСЕ, ОДИХР, граѓани и на крај на криштата, ако е недемократски режим, ќе може да биде критикуван.
Некој некого запра да прави митинзи, на некого му забра да критикува. Значи, ако беше во поим е погрешна тезата. Ако беше недемократски режимот, немаше да има кој да го критикува. Па да, види, за жал сега морам да се сложам јас со тебе, иако би требало да ти контрирам заради аргументите да бидат поинтересни, но навистина не добив никаква информација дека, не знам, полиција сопирала автобуси, а ги имаше неколку стотици кои дојдоа од натрешноста за митингот, дека имале проблеми за собирањето дозволи и така натаму. Напротив, видов една пријатна атмосфера на площадот. Луѓето и така треба да биде, тоа е добро. И окей, немаше инциденти, што е за мене позитивна работа. Окей, би идел сега на нешто друго. Го свртев вниманието на јавноста пред известно време со еден говор кој така беше прилично цитиран, прилично размножен, барем на социјалните мрежи беше доста коментиран и доста постиран од YouTube, а твоето обраќање до опозицијата и првпат мене ми беше интересно што тоа беше интересен говор, прилично ораторски. И јас ти кажав за кој говор пред емисија нели се работи. Не знам што беше седницата и што беше поводот. Интерпелацијата на владата. Интерпелација на владата. Месец и пол, два. Така. Излезе со еден говор кој ретко се слуша од парламентарна говорница, во кој навистина успеа да споиш и историја, и политика, и економија, ама со една доза на епика, доволно да не преиде во патетика, а сепак да има една силовитост на збор. И ми беше интересно што првпат слушнав вистинско ораторство. Јас се извинувам, може би сум пропуштил нешто, но од тебе го слушнав на вистинско ораторство што мислам ние го немаме. Тоа сум го слушал во англиски парламент и го споредив, иако ние уште леп треба да јадеме за нивото на англиските политичари или не знам, овој во Европарламентот Најджел Фарадж во тој стил, таков ков на оратори имаме малку. Ме интересира говорот, бидејќи не го читаше. Го спреми или ти беше онака инспирација или вакви говори едноставно треба малце да се поработи на тоа. Чисто онака технички. Да, еве да споделам, ова е малце дел од она што ја ми представува работа. Прилично многу читам. Значи, се тоа што се случува на политичката сцена го следам. Внимавам на сите детали, на сите факти. Тоа е една долгорочна подготовка која што не можете да ја направите за 2 дена, за 3 дена, за 5 дена. Значи, мора да ги имате во факт сите податоци во секој момент. Прва работа. Втора работа, никогаш не читам. Никогаш не читам говор. Тоа ми е некој принцип, така сум се навикнал и така мислам дека е подобро. Да, имам подсетник пред мене, околу конкретни податоци, конкретни факти, аргументи, бројки, споредби, анализи. Тоа го имам, но никогаш не сум читал говор. За конкретниот говор, припремата не беше повеќе од ден-два. Од прилика. И каков беше одекот за говорот? Па имаше доста доста многу луѓе ми се јавија. Доста многу луѓе ми се јавија. Ти реплицира ли прво опозицијата на тој говор? Да, ми реплицира 12 или 14 луѓе ми реплицира. Често се случува по толкава голема бројка на луѓе. Мене најдраги ми беа коментарите од луѓе кои што знам дека не гласаат за ВМРО-ДПМНЕ. Значи, кога ќе добиете комплимент од човек кој што политички дури не би се согласил со аргументацијата, тогаш знаете дека веќе сте отишле и секако. Можем ли, знаеш зашто го акцентирам, не сега тебе да ти ги дигам акции, си ги имаш или си ги немаш, ама би било пријатна промена во парламентот кој знае да стигне на едни многу ниски нивоа, за жал, на која ќе има ваков одскок во смисла на ораторство. Значи, ја не говорам за она што го кажавте како теза, него како е кажано, како изнесено. Брзина, динамика, тоналитет. Да. И искрено да ти кажам, значи, ми се јавуваат, например, често пати граѓани со качен притисок, нервозни, сериозно вознемирени, постари луѓе, кај кои е тоа помладиве сега и ќе речеш голема работа.
сериозно се нарушува здравје. Зошто? Следи парламент и слуша едно ниво, фаќа на подсвест. Додека очигледно, например, во Англија, ја никогаш немам проблем да ги слушам, затоа што ако е повисоко нивото, емоциите се повлекуваат пред фактите и пред рационалноста. А сепак добива убава една форма. Морам да потенцирам дека во собранието има многу добри луѓе. Но перцепцијата за собранието, за жал, најчесто ја прават оние кои што се на другата крајност. Поради тоа што тие другите се погласни, позвучни и повпечатливи заради тоа. А на крај на криштата и медиумите полесно им е да го пренесат скандалозното од она што е рационално, од една страна. Од друга страна, ние сме веќе подолго време соочени политички со нашиве конкуренти од Социјалдемократскиот сојуз со еден непринципиелен однос кон политиката. Вие начнавте едно прашање пред малку, јас не стигнав да ви одговорам. Значи, не само по однос на прашањето за името. Социјалдемократскиот сојуз во последниве неколку години го менува својот став по однос на еден тон прашање. Субвенциите. Де е ова, де тоа. Прашањето на името. Де е ова, де тоа. Хомосексуалните бракови или правата на хомосексуалците. Де е ова, де е ова. Црквата. Де е добра, де не чини. Значи, по еден огромен диапазон на прашања, платите на администрацијата. Испаѓа еден пратеник вика треба да се намалува, испаѓа друг вика не треба да се намалува, испаѓа еден вика треба да се зголемуваат даноците, испаѓа друг вика не треба да се зголемуваат даноците. И сега, во таква една ситуација, во која што еклатантно СДСМ не гради политика врз база на принципиелни ставови, туку гради политика врз база на адхок донесени одлуки, за тоа како мислат дека можеби ќе им се допадне на граѓаните, тогаш се соочувате да не зборувате за политика и за принципи, туку да зборувате за личности кои што не го носат кредибилитетот. Значи, главниот проблем во политиката во Република Македонија е тежината на зборот. Дали имате со кого да го мерите зборот? Кога немате со кого да го мерите зборот, почнуваме да влегуваме во таа фаза на лична оценка, дали тој и милион други работи кои што се надоврзуваат, за кои што граѓаните се целосно во право дека се непотребни во политиката. Ќе го продолжиме разговорот веднаш по рекламите. Имам уште неколку интересни прашања кои би сакал да ги издебатирам. Почитувани гледачи, повторно во живо студиото на Јади Бурек на Сител 3 телевизија. Продолжуваме разговорот со нашиот гостин во студиото, Илија Димовски. Господин Димовски, еден од главните аргументи на вашиот политички противник, вашиот ривал СДСМ, еден од главните аргументи во 90-тите години во борба против ВМРО-ДПМН беше бугарштината. И тоа многу добро им поменуваше. Тоа, мислам, беше еден од најјакиот аргумент кој многу тешко се порекнуваше, кој кажано и веќе плеснато добро залепи и така натаму. Сега откако настанаа големите промени, Никола Груевски ја презеде лидерството во партијата, настанаа големите промени, почна поинако да се перцепира сосема. И сега од една страна, повторно гледам, мене ме збунува една работа. Опозицијата сериозно ве обвинува заради изменување на историјата, поточно, повторно, пробугарски ставови на ВМРО-ДПМН во менување на историјата. Борис Сарафов, Тодор Александров и така натаму споменикот, кој предизвикува реакција. Од друга страна, бугарскиот председател на цел глас се жали кај Фуле, се даваат изјави дека водите националистичка, антибугарска политика и така натаму. Што па не им иде во корист ова прилично на бугарската страна. Ме интересира околу овие прашања за историјата
и овие сега споменици. Ме интересира вашиот став, вашите согледувања. Имаме доста препукувања во јавноста. Јас го имав овдека професор Жежов. Планирам во петок да ја репризирам таа емисија, чувам незината таа снимка. Имаше едно многу интересно предавање каде што ги спомнува и тие работи, особено нели тоа беше на денот на празникот на Македонска револуционерна борба, од формирањето на Македонската револуционерна организација до крајот на Втората светска војна, низината активност која даде едно сериозно и кај што рече дека е потребно да се согласува дека има тука што да се дебатира, но да се дебатира без идеологија и без емоции. Знам дека вие ја следите историјата, ме интересира вашите размислувања околу овие работи и обвинувања дека водите некаква пробугарска политика. Прво, да се надоврзам на претходниот одговор. СДСМ и поднос на тоа прашање е непринципиално. Зошто? Заради тоа што до пред една година не обвинуваа дека сме антички македонци. Добро. И тоа беше антиквизацијата. Значи добро. Тоа беше толку силна кампања што дојдовме до ситуација да во општество се не знам, врвни мислители на опозицијата да ни зборат дека ние сме биле антички, они биле словени. Што апсолутно немаше никаква основа, но тргам од таа премиса. Добро. И сега дојдовме во ситуација во која што па ни викаат дека сме бугарофили. Ама Јанко, здравата логика вели дека не може антички бугарофил да постои. Така? Или антички бугари. Така, бугарската нација е појавена на почетокот на средниот век. Антиката е период за кој што велиме дека е настаната 10-15 века пред средниот век, пред Исус. И сега не можете во една година на ист човек да му велите дека и антиквизација прави, дека тера некоја таква агенда. Тоа го кажувам само за да сватите дека нивните обвинувања се нерационални и се ад хок. Денеска мисла дека ова ќе запали, залепи го тоа. Утре друго. Вчера што си зборел, не е битно. Значи, дневната политика треба да се тргне од историските теми и најмалку што треба политичарите се тие кои што треба да зборат. Има добри професори на факултет, има добри работници во Институтот за историја, има добри академици, има сериозни истражувања, многу книги се испечатени во Република Македонија. На многу книги се работи во моментот, многу списи, многу архиви се отвараат постепено во Истанбул, во Букурешт и така натака. И мислам дека целата оваа дебата треба да се ја тераат историчарите. Но, она што е многу битно, а ти го спомна во еден збор, е да се тргне настрана идеолошкиот пристап кон историјата. Зошто? Помалку неблагодарно многу ликови од нашата историја кои што се бореле за Македонија, сме ги тргале настрана заради тоа што не се вклопувале во идеолошката матрица на претходната држава, која што беше изградена врз база на два постулати. Првиот постулат беше социјализмот, комунизмот како општествено уредување и вториот беше она братство, единство, југословенство, близина со братските народи од Југославија, со српскиот, па со босанскиот, па со црногорскиот, со хрватскиот и така натаму и така натаму. И сега сите оние ликови во македонската историја кои што не се вклопувале во таа идеолошка матрица, биле или тргнати на страна, или биле некој од нив и негирани како појава во македонската историја. Јас ќе ви кажам еден пример за кој што малку се дебатира во Македонија, не се спомнува. Страшо Пинџур. Добро. Страшо Пинџуров. Страшо Пинџур или Страшо Пинџуров? Па го има и во таа форма и во таа форма. Не сум чул за оваа втора форма. Зашто, да. Ајде кажи. Го има и во таа форма и во таа форма. Тоа е човек кој што животот го дал во Втората светска војна. Добро. Што ние го поврзуваме со левата идеологија од денешна перцепција, иако тоа не е сосема точно. Луѓето во Втората светска војна, македонците во Втората светска војна примарно се бореле за национално ослободување. Па секундарно било ова општествената битка, социјалните права и така натака и така натака. Тој човек, сите го знаеме, сите сме учеле, го знаеме како изгледа, го имало во учебниците по историја во 5, 6, 7 одделение, не е битно. Неговиот татко, Диме Пинџуров,
е водач на Тиквешкото востание 12 или 13 година во Кавадарци и Неготина. Таму на островото каде што се... Да, тоа е востание против... Сега Миленко беше таму... Па не сум гледал, но е актуелно визави, нели, српската окупација на Вардарска Македонија после повлекувањето на турците. Тиквешкото востание е едно од најголемите востанија што македонскиот народ го кренал против било која власт. Во еден ден се загинати 500 македонци, 500 луѓе во Кавадарци и во Неготино. Тоа востание го води Диме Пинџуров, татко на Страшо Пинџур. Сега видете, заради тоа што тоа востание било против српската власт, со кој што ние сме морале да градиме братски однос во време на Југославија, овој човек не е негиран, но е тргнат на страна. Значи целосно е тргнат на страна. Па и самиот настан, само во востание. И самиот настан. И никој од нас нити прочитал, нити видел, нити чул дека... Која година е? Ова е 12-та година, веднаш после влегувањето на српската војска, после оваа битка сега што е актуелна, нели, на ова што го славеа Викендов нашите сограѓања од српска националност. За Брњак, па после на влегувањето, кога влегуваа, значи, има две востанија. Едното е во Тиквешкото востание, едното е Охридско-Дебарското востание. Сега, значи, да дојдам до заклучокот. Заради тие причини, ние нити го славиме, нити го опознаваме, нити самото Тиквешко востание, нити водачот на Тиквешкото востание Диме, татко на Страшо. А Страшо го знаеме. Сега, не може татко и син да се на две страни, така? Не може идеолошки да се разликуваат. Не може едниот да бил за бугарите, другиот да бил за србите. Двајцата биле за Македонија. Двајцата се бореле за своите сограѓани, за своите соселани, за македонците кои што живееле со нив тука. Заради тоа што едниот се борел во еден период, а другиот во друг период, ние, односно нашата историографија во периодот на претходната држава, едниот го тргнала настрана, а другиот го оставила делот од онаа историографија. Што правиме сега? Што треба да биде плод од целата оваа дебата? Тоа е да прекинеме македонците да ги делиме заради туги причини. Не може Страшо Пинџур да чини, а Диме Пинџур да не чини. Сега ќе дојдеме до тоа кој го убил Ѓорче Петров, а Ѓорче Петров бил, нели, лево, а за Македонија... Патриотизмот на Страшо Пинџур е наследство од неговиот татко Диме Пинџур. Тој влегол да се бори за Македонија заради тоа што татко му го научил така. Фамилијата негова го научила така. Ние дома ги учиме тие вредности, не ги учиме на друго место. Сега не може Страшо Пинџур да чини, а Диме Пинџур да не чини. Тоа е вака најсликовито, најсимволично кажано од што ние треба да се... А Борис Сарафов? Видете, тука е, јас напишав една колумна баш во очи на Илинден и ја крстив дека го славиме востанието, но не и водачот. Борис Сарафов е еден од тројцата водачи на Илинденското востание. Значи, Борис Сарафов, Даме Груев и Анастас Лозанчев. Ние како држава, еден од постулатите покрај 8 септември, покрај Асном, ние Илинден, така? Значи, тие ни се трите темели, врз кои што ние градиме државноста. И сега го славиме востанието, но водачот не го спомнуваме. Само Даме Груев. Не го спомнуваме. Борис Сарафов е исто така целосно тргнат од помнењето, свесно. Јас во таа колумна не напишав мој став. Напишав став на двајца верификувани луѓе, борци за Македонија. Крсте Петков Мисирков и Павел Шатев. И едниот и другиот во суперлативи се изразуваат за Сарафов како еден од ликовите кои што заслужуваат да бидат наречени вистински борци за Македонија. Вака ги ославуваат. Покрај тоа, скоро и да нема релевантен весник од тоа време, значи, името на Борис Сарафов можете да го најдете во весниците во Јапонија од тоа време. Европските весници, има своји интервјуа за најзначајните весници во Америка, во Европа. Борис Сарафов не само од наш поглед, туку и од поглед на тогашната меѓународна сцена е водач на востанието, водач на бунтовниците, водач на македонците. Така е исперцепиран, така е представен и така е третиран. Тргнат е заради пресметките кои што се случувале внатре во организацијата на повеќе нивоа. Он е
Значи практично убиството на Борис Сарафов е едно од првите со кои што ја почнато брате убиството. Не е прво. Добро. Прв е убиен драмскиот војвода Даев, Михаил Даев. 907 година, почетокот на 907 година. Ова е еден од тие кои што исто така од 907 година се убиени и генерално повеќето македонски револуционери кои што успеваат да останат живи после Рилскиот конгрес 905 година или после Балканските војни 912, а не се приклучуваат на левицата, се негативни ликови перцепирани низ македонската историографија во периодот додека сме биле во Југославија. Тоа е таа идеолошка матрица која што не треба да не дели. И ова може ли само да опстане историски? Една од најчистите детерминации и дефиниции за посебноста на македонскиот народ во тој период од било кој македонски револуционер е токму од Борис Сарафов. Крсте Петков Мисирков на своите списанија, на своите весници, на насловната страна, како дел од идеологијата на своите весници, ја става онаа изјава дека ние македонците сме сосема различни од србите и од бугарите, дека секој може да помогне, но нема право да се мисли дека ќе ја запоседне Македонија. Тоа е изјава на Сарафов. Значи, ако ние велиме дека Крсте Петков Мисирков со неговата за македонските работи еден исто од најјасните преродбеници и луѓе кои што ја насочуваат македонската траекторија во 20-тиот век, ако тој Крсте Петков Мисирков за Борис Сарафов се изразува во суперлатив, тогаш зошто го негираме Борис Сарафов? Зошто се обидуваме да негираме еден од многуте борци за Македонија? Има тука многу дебата и не би сакал сега со тебе да влегувам во историја, но еве, знам дека имаш некои ставови по колумните што сум ти ги читал, па сакав да чисто провокативно, тоа можеби ќе предизвика некоја дебата и реакција кај гледачите, но си имаат и они право да не се сложат или да се сложат, но сепак стручната јавност ние мораме да направиме. Србите успеа да направат едно национално помирување помеѓу левицата и десницата, партизаните и четниците, и тоа го решија многу успешно. Нема Јанко, поделбите во српското или во хрватското општество се многу подлабоки. Фала му на Господа, ние многу меѓу себе во тие пресметки не сме навлегле. Овие сериозно се колеле. Овие војнички се ределе едни против други и се пукале. Кај нас имало убиства, подместувања, после 45-та затвори, убиства во затвори, ликвидација. Ама такви масовки немало. Такви масовки како во српското и во хрватското општество немало. Затоа мислам дека не е лошо да се направи една знаеш на што идам? Еден ден ќе се случи. Порано, подоцна, кога, тогаш, замор на материјалот, 300 чуда, ќе дојде промена на власта. Овие се закануваат со француски клучеви. Значи, све што сте направиле да се демонтира, да се... И така натаму и така. Да, ќе видиме народот како ќе реагира. Но, пак повторна ревизија и ревидирање на историјата, на, не знам, ревидирање на нови празници. Тоа е веќе... Пак ќе ти речам, Јанко. Значи, општеството си има свој правец и своја развојна траекторија. Паметните политичари во опозицијата треба да сватат дека македонското општество и македонската држава е таква за да им служи на сите граѓани во Македонија. Не само по однос на внатре македонските прашања. Ние градиме општество и државно уредување кое што ќе им одговара и на македонците, и на албанците, и на турците, и на ромите, и така натака и власти, срби, бошњаци. Но и во идеолошка смисла, македонското општество и македонската држава треба да ја препознаваат и луѓето кои што се поблиски со левичарските идеи, и луѓето кои што немаат политичка идеологија, и луѓето кои што се поблиски со десничарските идеи. Заради тоа што, Јанко, во изградбата на Македонија дале жртви и левицата и десницата. За Македонија се борел и Јане Сандански и Борис Сарафов. Не можам да сватам и Методија Шаторов Шарло, и Михајло Апостолски, и се бореле за Македонија, се бореле за слободна Македонија. Па тоа е тоа што ние сакаме да го кажеме. Ја не можам да разберам една работа. Како може некој да се двоуми? Еве, па и бивши ВМРО-вци, како што е Љупчо Георгиевски, да нема проблем со промена на името. Како можат луѓето да не перцепираат? Тоа е веќе друго прашање. Вие останувате цврсто дека не прифаќате промена на името. Јанко, значи во овие 7-8 години можам да ви набрам најмалце 7-8 различни ставови на опозицијата и можам да ви кажам само еден став
на ВМРО ДПМН. Еве сега идат дека Груевски е спремен да го продаде името. Дури со овакво сега да друго го смени името. Сега друго прават. Видоа дека извештајот на Европската унија е позитивен. И тоа најпозитивен од сите досега. И тоа Европската унија го вложува и својот кредибилитет, Европската комисија го вложува својот кредибилитет и вика крајно време е да почнат преговорите со Македонија. И сега СДСМ се обидува да си изгради еден за државата штетен, но за партијата се надеваат позитивен став. И сега се викаат кои се возможните две сценарија. Или да добијат датум, или да не добијат датум. Тие се две сценарија, нема трето. Ако добијат датум, они од сега викаат вие сте го продали името, а ако не добијат датум, од сега викаат ја кочите Македонија во евроатлантските. Не разбирам, значи ако добиете датум, тоа значи го продале името. Веќе сте направиле некаков дел. Ама во истата реченија се велат, па ако не добиете датум, вие сте антиевропејци и сакате да ја заглавите Македонија. Колку е ова шпекулација, колку може има апсолутна шпекулација. Значи ВМРО ДПМН е владата, владеачкото мнозинство, пратениците на ВМРО ДПМН се со идентичниот став по однос на тоа прашање. Ние имаме константен како мислиш дека како мислите дека можеме да излеземе од овој ќорсок? Не, видете, оваја пропаганда на СДСМ ќе трае уште недела, две, месец. Ќе се види дека е дупка, дека е празен муавет, дека е работа која што треба да предизвика нелагодности, сега ќе треба да се објаснуваме, да кажеме, и па на крајот ќе се заврши на тоа дека ВМРО ДПМН како и по сите други прашања има принципиелен став. И денеска, и пред година, и пред 3 години, и пред 5 години, СДСМ, како и за сите други прашања, и си ги менува ставови. Океј. Ставот на ВМРО ДПМН ми е јасен. Јасен им е и на јавноста. Но она што се перцепира кај опозицијата е дека флексибилноста е нешто што ни е потребно, они ја покажуваат, нели, заради тоа биваат етикетирани како издајници. Но они велат, ние сме практични. Ние сакаме со оваа флексибилност да покажеме дека конечно може да се излезе и да се направи. Бидејќи компромис, кога веќе сме седнале на маса, компромис тоа значи дека и ние не треба нешто да дадем. А колку и да е минимален, дури да е микронски, промена на име ќе биде, дури и микронска да е. Ја не можам да согледам, ја искрено, лично не можам да согледам ниедно решение, освен решение дека Грција да се помири, што е најневозможното, а по мене најреално, да се помири. Дека Република Македонија, името Република Македонија е доволно дистинкција од покрајината Македонија која е кај нив. Крај на муабетот. Но, они упорно се заташкува тоа дека они сакаат идентитетот да ни го сменат. Ние да не бидеме македонци, да бидеме северно македонци, вардаро македонци, ново македонци, или па воопшто да нема македонци. Ми интересира, што, еве ти лично, ако не сакаш во име на партијата, ми интересира да поразговарам. Што мислиш, од каде и како ќе може да се излезе од овој ќорсокак? Бидејќи сите викаат дека вака не може статус кво. Премиерот вика, ќе издржиме. Тоа е тоа. Не можеме, вика, ние да исчезнеме, вика, заради влез во Европската унија. Тоа е во ред. Што по вас, до кога? Може ли ова да се влече уште децени и децени? Како ти се чини работата? Јанко, многу е добро тоа што целата ирационалност и нелогичност на ставовите и на самиот проблем и на причините за проблемот почнува да ги гледаат се повеќе и повеќе луѓе надвор од Македонија. Добро. Тоа е еден момент кој што мораме да го имаме предвид. Втор момент кој што мораме да го имаме Хашката пресуда. Хашката пресуда. Океј, и тоа го разбирам. Апсолутно дава многу јасна слика за тоа која од двете страни како постапува. Трета работа, не станува збор, знаеш, луѓе се склони да им даваат грамадна на секој ваков проблем да им даваат една грамадна позиција. Не станува збор за политички проблем. Бар јас, Илија Димовски. Личен е проблемот. Зошто? Како личен? Многу е личен проблемот. Не разбирам. Ќе ти објаснам. Јас како го перцепирам. Ајде. Не навлегувам во политики, меѓународни односи, Европски унии, НАТО и така натака. Личен е проблемот. Ако јас се чувствувам загрозен за мојот идентитет, мој е личен проблемот. Јас сум тој што како обичен граѓанин на оваа држава треба да се чувствувам среќен во својата држава. Ако мојата држава не ми дозволува да се чувствувам така како што навистина се чувствувам, тогаш е мојот проблем. На твоите родители, на моите родители, на твоите комшии, на моите комшии. Значи, сакам да ти кажам дека
ставот не се гради во политичките партии. Не зборам за ставот. Илија. Господин Илија, господин Демовски. Океј. Не, бон тон спрема телевизијата и гледачите. Се работи за практичен проблем. Значи, нашето невлегување во ЕУ и во НАТО ни кочи многу работи во прогресот и така натаму. И самиот премиер рече дека ние ќе издржиме вака, бараме други пазари, Индија, Кина, Русија и така натаму, но нашата математика е дека бенефитот и покрај сите негативности, бенефитот влезот во Унијата има поголем бенефит од што негативностите кои се реални и се повеќе ги согледуваат и лево и десно кај нас во однос на Европската Унија. Значи, ние со трудолюбивоста и со посветеноста и кон реформите, и кон изнаоѓање на решенија на сите проблеми, и со пробувањето да бидеме конструктивен дел од тие разговори, докажуваме дека навистина имаме таква траекторија и навистина имаме таква патека. Но, на крај на криштата, граѓаните се тие, тоа сакам да ти го кажам. Они ќе одлучат. Граѓаните се тие кои што ќе одлучат. Имаат ли право граѓаните да одлучат во име на нашите предци да го променат името? Имаме ни Јас не верувам дека ќе одлучат да го променат името. Јас така ја почнавме емисијата, така и сега ќе ти повторам. Јас верувам во капацитетот на луѓето да донесат правилни одлуки. Да, ти во едно друштво од 10 луѓе, од 20 луѓе ќе најдеш човек кој што ќе ти каже: "Абе бата ли тоа, идемо, мислиш, ако влеземе во Европската Унија од утре, све ќе биде добар." И кога математички би се собрала целата опозиција спремна со се албанскиот фактор кој око не би му трепнал да не избрише со гумичка барем за името. Не, тие математики се нерационални. Добро. Значи тоа е едната крајност. Тоа ме интересира да излечам нешто конкретно од тебе. Тоа е едната крајност. Другата крајност, во истото друштво од твои пријатели, од мои пријатели, од 20 луѓе ќе се најде некој и ќе рече: "Абе, каква Европска Унија, каков НАТО, дајте луѓе ова." Тоа го има се повеќе. Но, не знам, не е ни битно. Во тие 20 луѓе, апсолутното мнозинство од луѓе го има овој став. Европска Унија и НАТО се приоритет на Република Македонија, но не по цена на идентитетот, не по цена на промена на устав, не по цена на промена на карактеристиките и на народот, и на јазикот, и на државата. Продолжуваме по таа траекторија, ќе работиме повеќе од тоа што до сега сме работели. Ние докажуваме со најпозитивниот извештај, ние докажавме дека не сме изгубиле надеж, иако лани бевме длабоко повредени со тоа што терминот македонски го немаше во извештајот на Европската Унија. Но тоа се милиметри, па сега ние да го славиме што го вратиле македонски, нешто што е... Не, друго ми беше поентата, не ми беше тоа поентата. Сакам да ти кажам, иако бевме длабоко навредени и повредени со таквиот гест, ние уште повеќе продолживме да работиме на исполнување на реформите и заради да докажеме дека сме на таа траекторија, но и за да ги подобриме условите на функционирање на институциите, на живот на граѓаните и така натака и така натака. Како го согледуваш новиот бран во ВМРО ДПМН? Имаше многу фрка, се дигна големиот бран, нов бран, промени и така натаму. Дојдоа промени на некои клучни позиции, негде ни да дувне ветре. Обично се вика тимо што победува не се менува, но постои замор на материјал. Едноставно старијат играчите веќе немаат нови идеи, можеби и така натаму и така натаму. Некои луѓе во владата никако да доживеат промена, не велам дека треба, но ме интересира зошто бранот не зафаќа, например, ја немам ништо против и сметам дека Гордана Јанкуловска е можеби најуспешниот наш министер за внатрешни работи ever, но можеби е време, не знам, да дојде Горан Трајковски од УЈП. Ме разбирате? Дали овој процес, вие партиски, ви продолжува или едноставно застана, заврши таа работа, завршив се со тоа освежување и така натаму и така натаму, бидејќи тука треба да се преклопи сега во една поширока идеологија за која не верувам дека би била интересна за гледачите, но можеби во некоја дебата, а тоа е ВМРО ДПМН, ВМРО да премине во движење. Јанко, ние докажавме дека практично ако нема резултат, ако нема успех и ако нема посветеност, отвореност со граѓаните контакти, на никого не му е гарантирана функцијата, позицијата. Практично овие 6 години постојано има внес на нови лица. Вие
иако е нелогично за тоа што сме биле навикнати до сега, апсолутно ќе се согласите дека во овие неколку години ВМРО ДПМН има внесено многу повеќе нови лица на политичката сцена отколку сите други играчи на политичката сцена. Па опозиционата коалиција, која што по правило треба да внесува нови лица, имате 10-15 луѓе наредени, сите имаат по 15-20 години стаж во политика. Во владата на ВМРО ДПМН имате луѓе кои што максимум ги памтиме 6 години дека се политичари. Со 1-2 исклучоци. Кога ќе споредите колку помлади ликови, односно понови ликови има на страната на власта во споредба со опозицијата, ќе сватите дека вредноста на едната страна и на другата страна поинаку се мери. Од друга страна, ние бевме прва политичка партија која што кажавме, имавме доблест да кажеме, да, свесни сме дека не може сите позиции 100% добро да ги извршуваме. Добро. Кажавме дека сме свесни, одиме по градовите, негде во катастар не ги примиле или не ги примаат, негде во имотно-правни односи, негде во комунално предпријатие и така натака. И велиме, ќе направиме анализа, тоа беше веднаш после парламентарните избори 2011 година. Ќе направиме анализа да видиме зошто луѓето кај што не поддржале, кај што не поддржале, зошто не поддржале. И видовме кои ни се добри страни, видовме кои ни се послаби страни. И ние немавме суета да прикриваме како што се случувало до сега. Да, кажавме, овдека на овие позиции веќе има замор, има невршење на работа. На локалните избори доживеавте голем успех. Добро. Мислам дека дури и сами не верувате дека може да се повтори таков успех. Ги освоивте сите општини, освен 3 или 4 во Карпош. 7-8, од прилика. Така. Има една Струмица, една Струмичка од помалите. Така. Крупните беа Карпош, Куманово, Охрид и Струмица. Има уште неколку, мислам дека 7-8. Ме интересира. Дали ќе напаѓате жестоко токму на овие на локалните избори? Дали ќе идете со нови луѓе, со нови фаци? Се извинувам сега за изразот. Дали може да се очекуваат нови фаци? Дали неуспешните ќе останат, како што е, не знам, Тодоровиќ, Коцакреновски, или ќе има тука доста изненадување? Бидејќи има критика од опозицијата дека се уште не излегувате со вашите кандидати. Имаме еден добар пријател кој што понапред беше... Ти да не се кандидираш? Не сум размислувал. Велес? Не сум размислувал. Не се размислувал. Не сум размислувал на тоа. Ќе чекаш некој да те предложи или ќе се наметнеш? Не сум размислувал. На тоа би се задрал. Значи имаме еден добар пријател кој што беше доста активен и беше член СДСМ, сега се повлече. Си има друга траекторија во животот. Седиме вака друштво и ми даде еден правец кој што навистина е така. Се видите, во овие неколку месеци ВМРО ДПМН се занимава со пишување на програми и со прибирање на идеи од граѓаните, а СДСМ се занимава со бирање на кандидати. Така, тоа е доминантната работа во едната партија, во другата партија. И веднаш ви искритикува дека вам ви недостасуваат идеи, па барате од граѓаните. Не, зошто? Ние не го правиме прв пат тоа. Ама ние треба да работиме во интерес на граѓаните, сега во интерес на кого треба да работиме? Не бираат граѓаните, тие не запослуваат. Така, работата како пратеник ми ја даваат 80.000 граѓани на Велес. Ако јас не работам во нивен интерес, во чиј интерес? Ќе глумам некоја голема политика дека некој некаде нешто? Не. Или ќе ти дадат поддршка или нема да ти дадат поддршка. Забелешката е следна, дека едниве се занимаваат со тоа што ќе работат, ВМРО ДПМН, а другиве се занимаваат кој ќе ги добие функциите. Затоа, ќе потенцирам, ние не сме дошли во фаза да одлучуваме кои ќе бидат кандидати за градоначалници во ВМРО ДПМН. Туку програма на локално, што треба на локално. Се уште работиме на тоа да ги оформиме програмите што ВМРО ДПМН ќе понуди на граѓаните. Кога очекувате, имате некој рок? До нова година се очекува? Не знам, законските рокови се таму некаде, 30 дена пред кампања и така натака. Не сме ја отвориле таа дебата се уште. Имаше еден повик да си се пријават сите кои што имаат намера или имаат желба да се кандидираат. Тие стојат, разговорите со тие кандидати се уште не се започнати. Кога ќе биде оформена првата... Ако Макрадули како битолченец може да се кандидира за градоначалник на Скопје, што не пробаш ти за општина Карпош?
Охрид, например. Не знам. Не би го коментирал премно. Македонија. Кој е ривалскиот град на Велес? Во која смисла? Во ривалитет, Велес е посебен. Значи, ја тоа сум размислувал многу често. Значи, има неколку градови, немаме ривал. Велес нема ривал. Нема ривал? Нема ривал. Еве градови кои што граничат со Велес е Прилеп. Прилеп си има друг ривал, Битола. Кавадарци си има друг ривал Неготино. Штип си има друг ривал Струмица. Скопје е преголемо за да ни биде ривал. Велес нема ривал. Најдобар е. Ќе останете ли да не се изгради топилница? Да. Тоа сигурно. Да. Минатата емисија кај тебе пред година и пол беше на таа тема и тука тука ќе се повикам на граѓаните. Кога граѓаните имаат став, нема сила која што може да им го промени. Тоа морам да ви признам дека е добро затоа што во еден момент почувствував во некои оние после дебати кога имаше, но очигледно дека тие изјави и на премиерот и на министрите ресорни председателот на државата. Да, председателот на државата дека биле принципијални, бидејќи треба законски се да прегледаш и треба да го примиш и тој што сака да гради и да се разгледа. Ја мислев дека ќе се направи некој компромис и пак нешто ќе се протне некако законски и така натаму, но драго ми е заради здравјето на Велес. Искрено да ви кажам. Ја сочувствувам секоја вечер сум со народов кој се жали. Карциноми, болести, но и сиромаштија, немање работа, тешко преживување и така натаму. Но ако би требало да бирам помеѓу сиромаштија и болест, тоа ви го перцепирав. Мојот град Велес бил еден од градовите каде што во минатиот систем се сконцентрирала тешка индустрија. Да. Но индустрија проектирана да обслужува пазар како југословенски. Кој го нема денеска. Кој што го нема денеска. Значи, тие фабрики пропадна, Велес како град, можеби ако го мерите со другите градови во Македонија, од таа големина еден од градовите кои што најтешко ја поминуваат транзицијава. Но, кога дојде прашањето со топилница, единството во градот беше очигледно за сите. По политичка, по идеолошка, по национална, по верска одредница, немаше разлика. Тие протести ги поддржа и ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, и пратениците од ВМРО-ДПМНЕ и пратениците од СДСМ, и градоначалникот од ВМРО и претходниот од СДСМ, и владиката по Вардарски, господин Агат Ангел, и муфтијата на Велешкото муфтиство на исламската верска. Па дури најлутите противници и политички, идеолошки, и невладини организации, и Сороси. Беше прв пат стварно сите тие кои што здравјето се согласија, имавме мал референдум на Велес, референдум дека здравјето е број 1. Крај. Тие кои што се чукаат во гради дека се граѓанско општество, дека се невладини организации, требаше да дојдат во Велес за да учат што е граѓанско општество. Баш така. Се согласувам. Господин Димовски, ја ви благодарам за гостувањето во емисијата и за разговорот. Малку подолг, малку пообимен. Поводот беше на самиот почеток, актуелноста, тоа е евентуалните парламентарни избори кои Бранко Црвенковски ги побара, па после, бидејќи имам доволно простор во емисијата, сакам да ги слушнам повеќето од ставовите од она што можеме да очекуваме од партијата на власт и парламентарното мнозинство. Ја ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам за поканата, ви пожелувам успех во оваа сезона. Благодарам многу. Почитувани гледачи, одиме со реклами, а веднаш потоа ќе продолжиме со емисијата со стандардниот нејзин дел.